Mnet. Почитувани гледачи, добра вечер. 20 часот и 30 минути почеток на новото издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Mnet телевизија Зоран Мјалков, родител на деца со посебни потреби, практично тема која што деновиве ја бранува јавноста со оглед на фактот дека овие деца не тргнаа на училиште на 2 септември како и сите останати. Добра вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добра вечер, благодарам што ме поканивте да се слушне гласот на овие деца, затоа што тие не можат да се борат за себе, мова ние родителите да се бориме за нив. Така, споменав и во најавата на 2 септември, децата не тргнаа на училиште бидејќи нема асистенти. Нешто што го имаа претходните години, меѓутоа оваа учебна година ја започнаа без асистенти. Министерката за образование и наука истакна дека нема простор за паника. Во денешната изјава кажа дека проблемот не е кај нив, не е кај асистентите, проблемот е кај училиштата и дека се надеват дека до вторник веќе децата со посебни потреби ќе добијат асистенти. Како ја коментирате еве практично ова најава, ова објава од страна на министерката, дали верувате дека до вторник вашите деца ќе се вратат во училишните клупи? Не, тоа не е точно. Мислам, треба и она да го знае. Дари свесно лаже во јавноста или нејзините соработници грешни информации даваат. Меѓутоа, до сега се многу работи што ги кажа не беа точни. И наместо да се извини и да гледа да не ни дорева масово во огнот, таа уповно, значи, срамота е да каже дека не, се е супер, се е добро. Како е добро? Еве, ја поканувам дома кај мене, на моето дете што плака и што е вознемирено, да му објасни како е добро неговите другарчиња да се на школа, а моето дете не. И тоа се наде јадо деца во Македонија, што стана без асистенти. Така, колко оделение практично требаше да тргне вашето? Никога требаше 6 оделение да тргне, значи тоа е исто стресен момент за децата кога преминуваат од 5 во 6, бидејќи нашите деца имаат рутина. Че моето дете се беше навикнало на својата наставничка Дивна, која што супер го прифати, на другарчињата и на асистентката. И сега му се случи шок. Јас мислев дека единствениот шок ќе биде и се плашев како ќе прифати дека сега ќе му ја нема наставничката Дивна, туку ќе има за секој час ќе има посебен наставник. Ама погорем шок доживеавме, да си ја немаме наставничка, асистентката, и да не тргне на училиште. Што се случи на 2 септември? Ништо, отидовме до училиштето и тој како секогаш, значи си е бава Габи, асистентката, да го пречека, така ни беше редот. Така. Со сите деца го носиш, асистентката го превзема и си тргнува на часови. Тој виде дека ја нема Габи, ја тражеше нисходнико, обично се качи по степениците за да види дали е горе, кога види дека нема Габи, се вознемири, затоа што му нема асистентката, научен на неа, и никој не ни пречека да ни објасни што како ќе биде и јас со расплакано дете се вратив дома. Кое е објаснувањето зошто нема асистенти? Што, еве, знаете вие родителите кои што секојдневно живеете со... Тие направија пропуст. Значи, тие направија пропуст со тоа што ненавремено им ги прекинаа договорите. Еве, можеби законски требало да бидат прекинати тие договори, да има прекин, па да има нови огласи. Меѓутоа, цело рето има. Треба тоа преку ретото да се заврши и со огласите и со се, така што нашите деца на 2 август требаа да имат на 2 септември требаше да имат асистенти и да се тргнат на училиште. Тоа не се случи поради нивен пропуст и грешка. Со тоа тие направија дискриминација на нашите деца, затоа што сите деца одат. Значи, ја не знам што не е јасно на министерката. Нека отиде на Google, нека искуца дискриминација и ќе види дека тоа е класична дискриминација. Еве и едно од независните тела во државата, Комисијата за заштита од дискриминација, исто изјави дека тоа е дискриминација на нашите деца. Значи, сите деца одат на училиште, нашите деца не. И значи, само очекувавме, еве, јас да сум бил советник, и сум ми реков да изрезе, да се извини, да каже дека е направен пропуст,
ќе се трудат да нема веќе такви попусти, знаеш, да ја омекне ситуацијата, таа дореа оган, значи ми изиритира мене тотално како водител и очекувам да се извине. Значи најчовечки, од човечки аспект да се извине, значи сите грешиме. Може да се случат грешки, нели. Ама во овој случај за 1000 деца се работи. Исто, ама ја пофарив па, например, за тоа што работева на случајот новите дечиња. Прво одерење што ќе почнат во основно училиште со посебни потреби, работеле на случајот за тие дечиња да обезбедат нови 200 и нешто асистенти. Значи тоа е за пофалба, например. Ама пак не е за пофалба затоа што ненавремено распишари за тие 200 и тргна прво одерение деца со посебни потреби без асистенти. Може ли да се надокнади? Добре, еве помина една недела како започна учебната година. Може ли да се надокнади нешто што вашите деца практично остануваат дома? Треба постојано некој да работи со нив? Па еве, например, некои од нашите родители се мокрени мајки, значи тие додека децата им се на училиште со асистент, тие си беа нашре да работат. Так. Значи сега некои од нив останаа без работа. Поради грешката на министерството, тие мајки останаа без основно средство за екзистенција. Нормално газдата те вработува да работиш. Значи тој те пак е за тоа. И сега ти нема каде да го носиш детето е дома, мора самохранен родител си, мора да се грижи за него и тие неколку мајки не останаа без работа. Значи се направи голема штета. Так. Се направи штета и на асистентите. Од еве сега замисли, ја и ти да сме асистенти, и сега взимаме плата, колкава толкова взимаме секој месец плата. И одеднаш прекин ти палат, еден месец немаш плата. Значи, треба да размислуват и од човечки аспект, значи ова е срамота, не смее вакво нешто да има. Не смее. Каква е важноста од асистентот за едно дете? Многу голема важност е затоа што не е само за нашето дете, туку и за другите деца во одделението. Затоа што, еве, например, мој Никола знае да биде хиперактивен некогаш. Значи, не може да седи цело време во крупата. Значи, во тој случај асистентката е должна да го однесе кај логопед, дефектолог или во сензорна соба било каде, за да моето дете не го нарушува наставниот процес на дечињата од одделението. Секој дете има свој асистент или Па да, би требало да има свој асистент, меѓутоа нема. Многу деца останаа без образование поради немање на асистенти, затоа што сами не можат да средат настава. И во суштина е страшно, значи треба институциите да се консултираат со тие што директно сме вклучени и го имаме проблемот и со стручни луѓе. Значи имаме колку толку стручни луѓе кои што можат да ја објаснат како функционираат овие деца и може да наплашат нас родителите, за да нема да не се случуваат вакви работи. Споменавте дека дел од децата може да останат и без образование, за тоа можете да посведочите и самите вие, бидејќи поголемиот син практично останал без образование. Да. Зошто? Како? Затоа што во тој период уште инклузијата не беше како сега, и сега е ништо, измислјотина е. Нема ни од инклузија во суштина, ама во тој период буквално имаше многу и од наставничката тогаш на моето дете и некои од родителите, значи немаше толков сенс во тој период и буквално моето дете беше испишано. Најновиот удар што го доживеав со поголемиот син, разбрав дека има проект за оние што немаат завршено основно образование во училиштето Гоце Делчев преку некој си проект вонредно да можат да завршат основно образование. Значи ги прашав за да се го вклучам и моето дете барем да заврши основно образование и изрезе дека проектот бил само за ромската популација. И јас си реков, еве, моето дете вам се чувствува иста дискриминација како нив. Го запишавте ли? Па не ми го запиша. Значи, буквално они ми направија дискриминација. Тоа значи дека детето останува без образование и без можност понатаму. А законски и средното образование е морално во оваа земја. Спор закон.
а моето дете го оставија без образование. Значи, утре он не може ни да се вработи ништо. Значи, буквално е мавсовет за оваа земја. Како поминува практично еден ден со дете со посебни потреби? Па, за разлика од типичните деца, нашиот ден е многу потежок, затоа што си имаат посебна потреба. Значи, многу од децата, например, има уште што се со памперс, не знаат основните. Значи, мора многу да работи со собственото дете, затоа што државата не ти помага, нема ништо. Така тоа сакав да прашам следно, колку институциите основните училишта, институциите, државата помагаат, има ништо не услови помагаат. за да... Тие ни одмагаат. Значи, за деца со ретки болести фалат терапии за нашите деца, испитувања. Се е на наш грб. Колко бесплатно здравство е на мене, јас работам во библиотеката, значи државата ми направи здравствено, јас до сега сите испитувања, супременти, терапии за децата си ги плаќам од мој џеп. Па од озгова на тоа и ги нема тука во Македонија и кога ќе си ги повлачеш од странство, државата ми направи царина. Значи буквално ние сме граѓани од шарет во оваа земја. Вие продолжувате со работа, меѓутоа може да се случи за да се грижите за своите деца да останете практично без работа. Многу има од нашите, особено затоа што скоро 50% од фамилиите кои што се со деца со посебни потреби или се самокрвни родители или еднородителски семејства. Така што многу од нив се буквално социјални случаи. Не дека тие не сакаат да работат, меѓутоа нема центри, со години се бориме за центри, за да можеш ти да работиш, а детето да ти биде згрижено во центар, како во нормалните земји. Значи, работно способни луѓе буквално се оставени едва и да преживуваат и да тонат нормално во депресии, психички проблеми да и се јавуваат затоа што кога имаш дете со посебни потреби, подозгова државата не ти овозможува да работиш, а сакаш да работиш, ама еве во мојот случај, мојата мајка 71 година ќе наполни. Значи доколку неминовно е дека еден ден ќе јас нема, јас ќе останам сам со двете деца. Во тој случај нема центар во Штип, нема каде да бидат згрижени, за да се грижам за нив, јас работно способен, високо интелигентен човек, ќе останам социјален случај да бидам во оваа земја. Ајде ако тргнеме од основните училишта, изминатиот период гледавме проекти, настани активности со цел да се подигне инклузијата за децата со посебни потреби, се отворија сензорни соби, почнаа да се донесуваат помагала за овие деца. Колку сте задоволни од целокупната работа? Ама тие не сваќаат дека тие глумат инклузија. Стихино се прават некои работи. Разборе сензорна соба, значи џабе и најдобро премена сензорна соба. Еве, оваа просторија да направиме сега сензорна соба. Ништо нема да значи таа, затоа што има си наука за тоа. А они не се консултираат со стручни лица, они глумат пред Европската унија дека прават нешто за децата. Сензорните соби буквално се перење пари во оваа земја, нека ме тужат ако не е така. Затоа што научно е докажано, за една сензорна соба да биде сензорна соба, најбитното нешто не е да биде опремена како сензорна соба, туку да имаш обучен кадар кој што ќе работи со децата во сензорната соба. Сензорна соба се нарекува затоа што нашите деца сензорно се преосетливи на звуци, на допир, на текстура, на светлина. Значи во сензорна соба, ако ти го внесеш детето и нема стручен кој што би работил, би можело да дојде до уште погорема преосетливост да му направиш на детето и да дојде до епилепсија, до епинапади. Значи, они не се свесни дека може лошо да направат со тие сензорни соби што ги кажуваат. Ние отворивме сензорна соба, обучивте ли кадар кој што ќе работи во сензорната соба? Не. Па ништо не сте направили. Поовно не ми го ни носите детето во таа сензорна соба, може да му направите проблем. Затоа што многу е битно која фреквенција на музика ќе биде. Ако е дето осетливо на текстури, да не му дозволуваш на тактилниот зид да допива, затоа што преосетливо ќе му створиш и ќе дојде до танталум и до само агресија. Значи, има си цела наука за ова. Значи, треба да прашат
а не само да се каже нешто како да се прави. Значи, оваа земја, ние си играме држава. Во сите сфери на ова општество си играме држава. Значи, си има како и што. Ако ние не знаеме, има развиени земји, има веќе како тоа функционира, не мора ни топла вода да измислуваш. Ке отидеш, ке видиш, во крајна линија ке ги замореш за обучувачи и, значи, не е само стихи, но они гледат проекти да земат од Европска унија некои пари и ке прават некои проекти, ке подигаат свеста. Не се така подига свеста и не се така помага на децата и на овие фамилии. Значи, мора да се има, да се знае се на кој начин. Значи, мора да се направи план, 5 годишен, 10 годишен. Значи, решение преку ног се донесуваат. Кој министер дојде, која влада се смене, измени во образованието, играат се играчки. Значи, знае се како тоа треба. Значи, мора да се има континуитет нешто. И горен проблем се кај нас партиите кои што се политиканти, не се политичари тоа. Значи, за животно важни прашања, како деца со посебни потреби, самохрани родители, што знам, значи други ранриви категории, например, луѓе млади кои што имаат проблем со алкохол, со дроги, значи има се на кој начин. Значи мора државата да има план 5 годишен, 10 годишен, 15 годишен, значи системски решенија требаат за сите проблеми, а не стихино. И што се случува ако дојде ВМРО, СДСМ или такво, цело време се напаѓаат меѓу себе политички поени. Срамота е. Значи за вакви прашања кои што се од животна важност на ранриви категории, на категории на луѓе, мора да бидат едногласни. Значи, ако било кој даде добра идеја, ти да си од спротивната партија, ако си човек, а не политикант, треба да ја подржиш таа идеја. А не срамота е сега ведовте се препукуваат СДСМ и ВМРО, кој бил крив, кој не бил. Криви си едните и другите. Не направија системски решенија. Во Штип во изминатиот период имаше отворено и дневен центар, центар за деца со аутизам, центар за деца без родители. Дали имате искуства практично со овие дневни центри? Како помагаат ли? Не помагаат, тие се приказна за себе. Повеќе функционираат како од нема каде родителите, не дека толку сакаат, оти не се баш функционални како што треба, и вработените не се доволно платени. На еден валот многу повеќе деца доаѓаат, значи не се криви ни вработените, значи нема системски решенија. Се знае како тоа треба. Тие луѓе треба да бидат убаво платени и на обуки да бидат плаќани, а не да го фрвреш сега како тебе да те вработат во центар за аутизам. И што ќе правиш ти? Нема да знаеш што да правиш со тие деца. Ти може би имаш преголема желба да ја помогнеш, ама ако немаш обуки, нема да ја помогнеш, можеш да ја одмогнеш. Тоа се случува кога немаш систем, кога немаш системски решенија. Значи, еден од поголемите проблеми е што практично луѓето кои што работат во центрите, кадар кој што треба да работи во сензорните соби, не е обучен. Не се обучени. И сега има некои што од сопствен джеб, значи плаќаат за да се обучат, луѓе се пред се, сакаат да помогнат на децата. Ама не може така. Тоа е страшно, срамно е. Срамно е што се прави за секој еден проблем може да има решение во светот. Не мора ние ни да ги измислуваме, само може да ги пресрикаме тука, ама треба сите заедно. Така, вие сте председател и на Сдруженијето Сплотени срца. Колку во Штип имаме ли бројка, колку од прилика семејства има? Ние сме околу 700 фамилии во Штип, имаме деца со посебни потреби, инвалидитет или ретка болест. Како е комуникацијата помеѓу овие семејства? Има ли сплотеност за да можат заеднички да реагираат кога се јавуваат проблеми? Значи 20 години се обидувам да направам сплотеност, да ги мотивирам и да им објаснам дека во држави како ова, ако не си сплотен, ако не израваш вака во јавност, вршиш притисоци, никогаш нема да ти го решат проблемот. Меѓутоа, нашиот народ таков табиец си има карактер,
чекат друг некој да му заврши работа, си седат, си молчат, се уплашени, преголема партизација има во државата. Ние до душе сме репресивно општество, за жал. Ако некој е на вас и ти изрежеш и кажеш реален проблем, тебе те сметат они дека си против нив. Значи немат емоции, немат емпатија да сванат дека ја не сум против нив. Значи ја не сум груп човек да одам против некој што реално може да ми помогне. Ама кога гледам дека си покачуваат платите 78%, се дава за се што се даваат пари се фрлаат, а за нашите деца нема, па не е фел. Значи, државата, даноците што се собиваат и што се зима, значи, тоа не се нивни пари, не се од мајки и од татко и парите. Значи, тоа треба тие пари да се распределат спрема сите граѓани по потребите. А не една група на луѓе што решире да бидат политиканти по ВМРО, СДСМ, и ВРЕН сите и не прават. Ама така ќе се израза, мајмуни не прават како народ, а нашиот народ трае. Ја не викам да револуција, не знам, војна, да се тепаме, ама народот треба еднашка да се освесте и за животно важни прашања, за проблеми, има да изрезеш и да си го тражиш и да си го добиеш тоа што треба. Затоа што во крајен случај им реков на сите родители и нивните фамилии. Во Македонија сме над 60.000 фамилии кои што имаме деца и возрастни со посебни потреби, инвалидитет или ретка болест. Да. Значи ние 10% да се спротиме од таа бројка, ние можеме вада да бутнеме. Ние можеме да решиме кој ќе биде градоначалник, кој во советот ќе биде. Дури ние можеме да бидеме советници и парламентарци ако сме спротени. За жал до сега не успеа во тоа и многу ми е жал. Значи, затоа и пишев на Фейсбук дека ова ми е посредно гостување во медиуми. 20 години гостувам во медиуми. 20 години се обидувам на овај народ да му укажам и на моите родители дека мора да сме спротени, мора да израват у медиуми, мора да вршиме притисок за да се реше нашето пашање од животна вредност. Утре ќе умреме со нашите деца, нема решение што ќе биде. Значи страшно ќе се случува, уште потешко ќе не биде. Се додека седат дома и им реков. Значи, еве, јавно кажувам. Ги повикувам моите родители, сите ги повикувам дека, доколку видам дека за месец-два, после толку години, ако не видам дека конечно се освестуваат, јас, еве, јавно бавам од членовите на моето здружение оставката да ми е прифанат и целата енергија ќе искористам или да одам Азија, да се снајдам, да одам во странство, во нормална земја, за да си ги спасам моите деца. Цел живот се обидувам да ги спасам сите деца. Че не сум јас супер херој или нешто, туку сватив дека мора заедно да се бориме за да успееме. Затоа што јас, Ребека, еве има едно многу добро здружение во Скопје, во мојот свет, има 3 центри отворени, се борат, меѓутоа, за тие што се борат, од тие немат подршка. И доколку овој народ не се освестат, овие фамилии, значи неминовно е дека ќе ни биде само полош. Од дома никој нема да дојде да го реши проблемот ако не се бори за проблемот. И затоа им кажав. Значи еве јавно и кажувам на сите дека јас ќе се повречам и ќе гледам да си одам од тука за да си ги спасам моите деца. Јас сакам да бидат спасени и нивните. Ама штом траат, значи можеби па нив и убаво да немат асистенти. Може убаво да немат центри, да немат така, држава. Така, го тргнеме на страна асистентите, проблем кој што се појави со почетокот, така, кои се проблемите на кои што реагираат членовите? Ама они реагираат на мене, се јаваат, Зоки ги решава. Најчесто се јаваат, што недостасува? Ама се недостасува. Буквално се недостасува. Се недостасува, ама едноставно мора да сванат дека од дома никој нема да дојде да го реши проблемот. И јас решив, значи, ние сме како Титаник. Титаник тоне и сега јас како што го гледам народот и моите родители и фамилиите, они буквално се однесуваат како свивачите на Титаник. Титаник тоне, они свиват и тонат со Титаник. Ја не сум таков. Јас сум борец, ја ќе скокнам за да се спасам и да пробам и други да спасам ако може. И ако
Тоа си дадов ветување. Дека веќе сватив, дека джабе толку години, енергија и труд и се сум вложил, кога гледам за војна, ти требаат војници. Во овој случај не буквална војна, ама за да успееме да си помогнеме на нашите деца и на нашите фамилии, треба фамилиите еднаш да станат. Доста е само да отидеме пред влада. Не мога да ништо, само да стоеме. Значи, ние сме повеќе, сите партии заедно. Да се соберат, нема толку луѓе како што ние што имаме нашите фамилии. Ама не се свесни за која моќ оние имат и дека можеме да ги натераме чинителите на моќ, на институции да работат ние како што ќе ги кажеме. А не фермаат и си играат играчки со нас, затоа што сме пасивни, не се бориме. Значи... Така, во изминатите денови споменавте и дека ќе има представки за она што се случуваше со асистентите. Јас веќе патив секаде представки, остана уште во некаде да патам представки, потоа ќе има и тужби. Не дека јас сакам со вакво судство со 2% доверба, ама јас се спремам за меѓународниот суд за човекови права. Затоа што по секој можен основ ние сме управот и сме дискриминирани. Знаат странците дека важат секоја година нашата држава, земји како Македонија, доставуваат, нели сакаме дел од Европската унија да бидеме, и доставуваме прошавници ни паќаат од повеќе сфери од животот. И нашите важат. Ама странците знаат дека нашите важат. Исто многу пари што Европската унија и од странство врегуваат за децата со посебни потреби се заупотребени и украдени. Затоа јас со години повикувам, еве и денес, јавно повикувам, конечно оваа држава да направи финансова ревизија на здруженијата, сојузите и фондациите. Затоа што до сега толку пари се врезени за ванаривите категории, требаше со хеликоптери да ретаме, а не асистенти да немаме. Ама они си ги прикриват си прават проекчиња, на некои од моите водители ќе ги дадат по една коска и они ќе траат, а годините си одат, не ме е јасно, ќе умрат, кој ќе се грижи за нивните деца. Значи, да се направи конечно ревизија на здруженијата, фондациите и сојузите. Еве, јас како председател на Сплотени срца се нудам на мене да направат прво ревизија на моето здружение. Целосно сме чисти на нас, да направат после на другите. Затоа и не сум сакан јас помеѓу другите од други здруженија, затоа што кој не те сака? Кој се плаши од светрина? Крадецот му треба утемнина да биде. Не му треба финансова ревизија или било што. Што е потребно во овој момент практично да се направи, за да може да им се олесни животот на деца? Преку ног не може да се... Еве, јас да сум... јас, например, премиер да сум, председател на владата. Ја нема да можем преку ног да ги решам проблемите на нашата фамилија. Ама, може у рок од година до 2 со вистинска работа, со вистински труд, има многу пари што можат и од странство да се земат, и од донации. Обичниот народ, ако знае дека овој денал ќе оди на вистинско место, обичниот народ што месецот е 2 го мине, повеќе пари ќе даде од било кој друг, оти ние сме добар народ, многу сме уништени, оти траеме и дозволуваме на некои да не газат. Значи треба веќе да се освестиме и да се бориме за нашите права. Иначе треба, стварно јас треба да се смени и химната. Македонците се борат за своите правди, не се борат. Тај дел треба да се смени од химната. Срамота е да го има тај дел во химната. Јас се надевам еве дека она што практично беше изнесено во јавноста претходниот период ќе биде реализирано и конечно децата со посебни потреби ќе ги добијат заслужените асистенти и ќе може да ја почнат новата учебна година. Ако не се бориме, секоја година ќе се биде тоа. Значи, ако видат дека не се бориш, значи, ако некој те малтретира, еве за булинг не разбориме. Така. Ако жртвата на булинг не пријави булинг, вечно ќе си трпе булинг. Така е и народот, политичарите, ВМРО со 33 години веќе не малтретираат, булинг ни прават. Значи, ако не си тркач невин,
не те ни ваботуват, биди најдобриот, за тоа избега наводо од тука бега, затоа што има некои луѓе како мене што неќе да се ужат на партии, знае дека вреде. Ама тука не можеш да си истакнеш или да добиеш работа ако не си партиски потрчко или војник. Така. Ви благодарам за гостувањето во благодарам нашата и на вас емисија. за да се слушне нашиот глас. И се надеваме дека дел од работите ќе бидат повикувам правени. уште еднаш, значи еве моето членство го повикувам во средниот период, краток период да ми кажат дали конечно ќе се активираат. Ако не се активираат, поднесувам оставка, сакам да ми ја прифанат и да завршам веќе со борбата моја за тоа што не водува со пот. Еве ја ви викам да знам дека ќе се помогне на рицата, на нашите фамилии. Мојот живот да го давам, ја ќе го давам животот да знам дека ќе се помогне. Ама виде дека јас половина од мојот живот го посвети на трчање за овие категории, за тие што трчам седат дома и молчат. А ми се јавуваат и ми кажуваат колку е тешко. А луѓе ќе биде уште потешко. Трајте си, уште потешко ќе биде. Ви благодарам за гостувањето. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време. Останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување.